Културата ем без плата, ем без здравствено осигурување. Од денеска вработените во културата не може да се лекуваат на сметка на Фондот за здравство. Новата министерка за култура, Ирена Стефовска, откако седна во фотелијата, ги замоли за трпение, а денеска им закажа средба за утре на пладне. Новите пресметки за месечниот надомест утре ќе бидат ставени на маса, а крајниот рок за исплаќање на недобиената јулска плата, според синдикатите, е петок, евентуално понеделник следната недела. Стравот на културните работници практично се оствари, бидејќи септември веќе започна, а парите се уште не им се префрлени. Тужбите се подготвени и не е исклучена можноста да се поднесат, доколку не се најде брзо решение, велат од Синдикатот на културата за Алфа. Барав митен состанок на кој што ќе присуствуваат трите потписници на колективниот договор, значи Министерството СОНК и СКРМ, на кој што ќе биде најдено решение за моментална ситуација, односно ќе видиме како може да се убрзаат процесите и конечно вработените во културата да земат плата. Сепак знаете дека се наоѓаме во многу деликатна ситуација, не е проблемот само од финансиски аспект, туку дека се јавува и здравствен проблем, можам да кажам, затоа што 3500 луѓе во моментов во ситуација на светска пандемија на коронавирус е без здравствено осигурување. Нашата тужба е веќе подготвена како синдикат, малку ја пролонгиравме нешто поради законот за работни односи кој што дозволува 15 дена до на плата, нели? Од друга страна, речивме да дадеме шанса на новата министерка. Околу 4000 работници во културата останаа без скршен денар на една недела пред истекот на август, односно без јулските плати на кои требаше да добијат известно зголемување согласно с новиот колективен договор. Сите рокови беа пробиени уште на 24 минатиот месец, алармираа од СОНК. Тие посочија дека дел од директорите на институциите од културата не ја подготвиле систематизацијата на време и не ја доставиле потребната документација за исплата на плата. Остана нејасно дали некој ги поттикнал на истиот потек или тоа беше неажурност на директорите. Екс-техничкиот премиер Оливер Спасовски тврдеше дека буџетот за новите плати во културата во целост бил обезбеден.